Откако председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп објави вонредна состојба за изградба на американско-мексиканскиот зид, стотици противници се собраа во Вашингтон да протестираат против одлуката. Овој протест за вонредна состојба што ја прогласи Трамп е поради тоа што Конгресот го одби финансирањето на изградба на зидот на границата со Мексико. Протестантите пред Белата куќа носеа транспаренти на кого соопштуваа дека Трамп го корумпира уставот. Екоактивистот Сем Крук кажа дека председателот, кого го нарекува Чирак диктатор, кажа дека ги прекршил правилата за да ја постигне својата цел. Адвокатката Алисон Флуцпак се согласи дека Трамп ја измислил само вонредната состојба и дека се однесува како мало дете. Иако за време на изборната кампања во 2016 година, Трамп вети дека ќе изгради зид на границата со Мексико за да ја спречи легалната миграција, Конгресот сепак не одобри пари. Трамп во петокот прогласи вонредна состојба, што му овозможува да го користи меѓу другото и буџетот на Пентагон. Демократите и некои републиканци го обвинија дека ја злоупотребува власта, а опозицијата се надава дека Конгресот ќе изгласа така наречена заедничка декларација, со што указот на председателот ќе биде блокиран.